студиото со вас, Маријан Ников. Владени вести, добар ден. Економско-социјалниот совет денеска треба да одржи седница. Заменик министерот за економија Маријан Ристевски вчера најави дека ќе бидат разгледувани неколку точки меѓу кои годишната програма за работата на Економско-социјалниот совет, а Министерството за образование ќе го презентира новиот закон за високо образование. На дневен ред не се мерките за амортизирање на состојбите со цените на храната и горивата, но сепак, како што напомена тој, не е исклучено да се разговари за тоа. Економско-социјалниот совет го сочинува 12 членови, по 4 од владата, од репрезентативниот синдикат и од репрезентативното здружение на работодавачи на национално ниво. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Буцунски на покана на американскиот државен секретар Марко Рубио денеска и утре ќе престојува во дводневна работна посета на Вашингтон, каде што ќе учествува на министерска конференција посветена на заканите од политичкиот тероризам. Состанокот ќе обедини повеќе високи представници од 60 на држави со цел унапредување на меѓународната соработка и зајакнување на институционалната подготвеност за справување со современи форми на политички мотивирано насилство и тероризам. Настанот представува значајна можност за продлабочување на соработката со Соединетите американски држави и останатите меѓународни партнери преку поефикасна размена на безбедносни оперативни информации, координиран пристап кон новите безбедностни предизвици, се наведува од Министерството. Во фокусот на разговорите ќе бидат и транснационалниот карактер на политичкиот тероризам, радикализацијата во дигиталната ера, како и потребата од зајакната меѓународна координација во превенција и рано препознавање на заканите. Во рамки на состанокот, министерот Муцунски ќе ги представи националните активности за спречување на радикализацијата и насилниот екстремизам, како и напорите за натамошно напредување на законската и институционална рамка. Висока делегација на вооружените сили на Германија, предводена од началникот на генералштабот генерал Карстен Бројер, престојува во дводневна официјална посета на армијата и на државата. Целта на посетата е продлабочување на соработката. Нашата одбранбена соработка има долга традиција и е потврдена преку различни форми на поддршка, развој на способности и заеднички ангажмани. Голем број наши припадници се обучуваат и усовршуваат во вашите реномирани едукативни центри, стекнувајќи знаења и искуства кои активно се пременуваат во нашата армија. Посебно ја цениме професионалноста и стандардите кои ги пренесува на нашите армијски единици како лидери во командните структури на армијата. Северна Македонија игра важна улога како стабилизирачки фактор. Делува како стабилен НАТО партнер што го зајакнува регионот, алијансата и европската безбедност. И Германија многу ја цени оваа улога. Затоа нашиот диалог и нашата соработка се толку важни. Нашата соработка мора да остане практична и воено релевантна. Како што току споменавте, неодамна се договоривме за размена на воена опрема меѓу нашите сили. 4 компании се пријавиле на тендерот за набавка на автобуси. Сепак, се уште не е познато кои компании се пријавиле на тендерот. Надлежните не откриваат кои се фирмите, но велат дека се ќе биде познато в понеделник. Понеделник ќе го добијам извештајот. Она што можам да го кажам, односно за што бев информиран, е дека 4 компании аплицирале. Во понеделник јавно ќе ве запознаеме со извештајот и со наводите во извештајот и се надевам, навистина се надевам дека овој пат ќе е повикот успешен и дека ќе имаме успешна набавка на автобусите, имајќи предвид дека искуствата од минатиот повик се надевам се поука и за компаниите да подготват добра документација и квалитетна документација. Европски компании се? Па тоа го немам, тоа ќе го имам во понеделник. Мобилен тим од одделението за оперативни работи спречи обид за криумчарење на 2000 парчени авијали со медицински раствор гадонанс, од кои косовски државјанин, возач на товарно возило, сакал да ги криумчари крејќи ги во кабината на возилото. Со оваа акција Царинската управа јасно ги покажа своите напори кон заштита на здравјето на граѓаните, спречувајќи небезбедни медицински препарати да стигнат до нив.
Вијалите се запленети, а против сторителот од страна на Оделението за истраги е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело криумчарење, казнено согласно с кривичниот закон. Сторителот, косовски државјанин, вработен како возач во Косовска транспортна компанија, вршел транспорт на алуминиумски профили на релација Турција-Косово и истиот е застанат за контрола од страна на мобилниот тим на граничниот премин ДВ Бајр. На прашањето дали има нешто за пријавување од стоката што е декларирана, возачот изјавил дека нема што да пријави, пошто поради сомневање е спроведена детална контрола. Вијалите, вкупно 2000 парчиња спакувани во папки и кеси во рефу состојба и без оригинално пакување, се пронајдени на различни места во кабината на возилото, во горниот дел, во креветот, во фабричката шуплина, во просторот над возачкото седиште, како и во личниот багаж пронајден во долниот кревет. Годинава Царинската управа спречи 13 обиди за криумчарење и заплени вкупно 29.000 парчиња лекови и медицински препарати. Штип ќе добие Центар за рехабилитација, нова социјална услуга која треба да го олесни секојдневието на семејствата и да овозможи подобра интеграција на децата и младите со попреченост во заедницата. Источниот регион наскоро ќе добие специализиран центар наменет за рехабилитација и поддршка на децата и младите со попреченост. Во Штип заврши изборот на компанијата која ќе го реализира проектот, а следниот чекор е адаптација на просторот во средното текстилно училиште според потребите на идните корисници. Објектот треба да обезбеди современи услови за дневен престој, индивидуален пристап и стручни услуги за околу 40 деца и младинци, како и поддршка за нивните родители и старатели. Согласно на динамиката и временскиот рок за изградба, очекувам до крајот на годината истиот да биде изграден, да бидат адаптирани просториите, а веднаш потоа и да биде ставен во функција. Проектот е вреден околу 11 милиони денари. Финансиската конструкција е обезбедена со поддршка од Министерството за социјална политика, демографија и млади, а дел од средствата се од локалниот буџет. Паралелно со овој проект, локалната власт работи и на создавање нови можности за младите лица со попреченост. Една од идните идеи е формирање центар за младинци, кој би се реализирал на просторот помеѓу населбите Железничка и Пребек. Еден од предлозите е како општина да преотстапиме на локација на која перспективно Сдруженијето на лица со попречености ќе има можност преку различни проекти да направи одредена содржина која ќе им користи на лицата со попречености. Со отварањето на Центарот за рехабилитација, Штип ќе добие нова социјална услуга која треба да го олесни секојдневието на семејствата и да овозможи подобра интеграција на децата и младите со попреченост во заедницата. За Сител, Трајан Ристовски. Сега една информација во врска со нуркањето постигнато од страна на Македонец. Во местноста Трпеица, Охрид, Љубомир Глигоров направи зарон до 140 метри длабочина. Заронот на длабочина од 0 до 55 метри е користен ребридер, а потоа од 55 метри е направена транзиција на водороден микс и истата се достигнати 140 метри. Нуркањето во овие длабочини е исклучително тешко, бидејќи се случува силно срцебиење, забрзано дишење и замаглен вид. Опремата што ја носел Глигоров била тешка 130 кг, а време траењето 173 минути. Заронот до 140 метри и потоа назад до 55 метри минал без никаков проблем, односно му овозможил на Љубомир да ужива во убавините и длабочините на Охридското езеро.